И покрај смирувачките тонови од власта дека струјата нема значително да поскапи, стопанството вели дека сиот товар ќе падне врз грбот на граѓаните. Првиот човек на најголемата стопанска комора во Македонија, Бранко Азески, вели дека не чека тешка зима со драстично повисоки сметки на секое поле. Пошто прашавте, нели, од каде ќе се најдат тие средства? Тоа знам сигурно да ви одговорам. Од нас ќе земат пари. Друг не создава никој. Тоа е фиксно прашање. Ова е фиксен одговор. Дека нема да има значително поскапување на струјата уште еднаш потврди министерот за финансии, иако првичните пресметки на енергетските компании вела дека струјата би поскапела за 38%. Фатмир Бесими уверува дека земјава ќе обезбедела доволно количество на струја за нормално функционирање на домаќинствата. Пресметките што се сега од страна на владата дека нема да има значително зголемување на цената на електрична енергија кај регулираниот пазар и затоа се донесе таква одлука на ЕСМ да се оди со таква цена, таква понуда. Тоа е целта и се надеваме дека таа цел ќе се постигне. Дека сметките за струја нема да се зголемат за повеќе од 10%, веќе изјави и министерот за економија Крешник Бектеши. Тој рече дека право било на компаниите да бараат не само 100, туку и 2000% зголемување, но сепак последниот збор ќе го имале регулаторите. Наспроти неговата изјава, од регулатор на веќе предупредија дека ако се прифатат барањата на енергетските компании за загубите, струјата би се зголемила за 38%, но пресметките вела дека доправа ќе се прават. Во меѓувреме граѓаните се вознемирени по ваквите изјави и покрај зголемувањето на цената на струјата по 1 јануари, од власта уверуваа дека зголемувањето на сметките сепак ќе било најниско во регионот, но заборавија да кажа дека и платите остануваат заковани на дното во Европа. Одлуката за колку точно ќе поскапи струјата ќе ја донесе регулаторната комисија за енергетика до крајот на месецов. Дел од компаниите веќе доставиле барања за повисоки цени, но се уште се чека и официјалната пресметка на компанијата Мепсо.